Бојан Лазаревски платил казна за што не ги доставил бараните документи до антикорупцијска и пак не ги доставил. Директорот на Агенцијата за филм, за кого комисијата бара и кривична одговорност, одбива да ги предаде записниците во кои е наведено на кој начин се доделувале државни пари за проекти. Заради целосно утврдување на фактичката состојба во врска со поднесената пријава и во однос на постоењето на судирни интереси, ДКСК достави барање до Агенцијата за филм за обезбедување на документација и податоци по кои одговорното лице не постапи ниту во определениот рок, ниту по истекот на истиот, односно не ги достави бараните податоци и документација. Бидејќи не ги добиле потребните документи, антикорупционерите беа приморани да ја запрат иницијативата за утврдување судирни интереси кај рецензенти, финансиски советници и членови на управниот одбор. Од причини што ДКСК до нас не беа доставени бараните податоци, за овие две лица не беа обезбедени сите релевантни докази за правилно и целосно утврдување на фактичката состојба, затоа ДКСК не утврди дека овие лица се опфатени под поимот службено лице од членот 8 од Законот за спречување корупција и судирни интереси. Антикорупционерите велат дека им се врзани рацете. Законот во случајов е на страна на корумпираните, зашто се додека плаќаат парични глоби може да продолжат да ги кријат документите, а комисијата нема начин како инаку да дојде до нив. Директорот си продолжува со неговиот неодговорен однос за недоставување на потребни податоци, си ја плаќа казната и повторно не доставува, така што на последната седница кој ќе го објавиме списокот на службени лица кои што си ги плаќаат казните, а не доставуваат документи, сигурно ќе биде и тој на списокот. Антикорупционерите изразија сомнежи околу конкурсот за назначувањето на Лазаревски. Директорот пак велеше дека е изненаден и шокиран од обвинувањата на институциите, бидејќи очекувал пофалби за неговата работа и наводниот успех што го постигнал. Но во директорувањето на Лазаревски криминал гледаат и бројни филмски работници. Режисерот Милчо Манчевски обвини дека агенцијата е претворена во дувло на криминал и неспособност, додека пак режисерот Јани Бојаджи алармираше дека се финансираат проекти само на уметници подобни за власта.